Македонија да е на врвот на листата во Европа, според индексот на мизерија. Помизерни сме дури од Алжир, Тунис и Нигерија. Исправно ли е 600.000 на луѓе во државата да живеат само со 150 денари на ден, а оние најсиромашните со 60 денари на ден? Цените скокнаа до небо, а примањата, да ве прашам, дали тие скокнаа до небо? Деновиве ќе видите разни експерти од нивните како се расфрлаат со какви лаги и демагогии. Но вие добро знаете колку беше лебот, колку беше горивото, колку беше брашното. И сите останати намирници пред 6 до 7 години, а колку се денес. Одговор дали нивните политики и владење били добри или биле катастрофални. Да се организираме и да им го дадеме тој одговор. Што помасовно, тоа подобро за сите нас. Да покажеме дека можеме поинаку. Да покажеме дека треба да се има образ, да се има чест, да се има достоинство, да се има чувство на одговорност. Сите овие карактеристики се неспојиви за сегашниот председател и кандидат за председател Стево Пендаровски, а се вистински украс за нашиот кандидат професорката Гордана Силјановска Давкова. Образ, чест, достоинство, гордост. Ете тоа е потребно на Македонија. Македонија е одземена од народот. За жал, наместо државата да му припадне на суверенот, а тоа е народот, на кој што и треба да му припаѓа, државата во нашиот случај е украдена од народот од страна на една мала група на луѓе кои што денеска уште неколку недели ќе бидат во владата на Република Македонија. Таа група на луѓе ја предводат првенците од Демократската унија за интеграција, начело со Али Ахмети, Артан Груби, Бујар Османи и малкумина измекери од СДСМ кои што се уште се таму слепи послушници на политиките на Демократската унија за интеграција и Али Ахмети. Сетете се, поради нивната неодговорна политика, живи луѓе гореа во модуларната болница во Тетово. Поради нивната криминална политика и начин на кој што ги издаваат дозволите за да туристичките агенции управуваат со возилата, десетици луѓе, за жал, го загубија својот живот недалеку од главниот град на нашиот источен сосед, аферата позната како Беса Транс. Се сеќавате колкумина од нив ветуваа дека ќе донесат живот, дека ќе донесле не знам каквити свене услови за работа на земјоделците, за гарантиран откуп, по загарантирана цена. 6,5 години нивите ни останаа неорани, младите си заминаа, земјоделците се помалку се занимаваат со земјоделието, затоа што не само што нема загарантиран откуп, туку и тоа малку што денеска се обработува и тоа малку денеска што земјоделците го произведуваат, нема кој да го купи. Денеска дури и на СДСМ им е јасно дека победник на следните председателски парламентарни избори е Гордана Силјановска Давкова и ВМРО ДПМН и коалицијата Твоја Македонија. Потребна ни е масовна излезеност. Најпрви на 24 се извинувам април, а потоа и на 8 мај. Потребно ни е обединување. Потребно ни е да ги поминеме сите сокаци, сите улици, да тропнеме на секоја врата овде во Зрновци. Да го предупредиме секој наш сосед дека ова е последниот момент. Сега е моментот кога треба сите заедно да се обединиме околу Гордана Силјановска Давкова и ВМРО ДПМН и коалицијата Твоја Македонија.